Тоа е резултат на една напорна и ефикасна работа на владата во минатата и во оваа година, кога рудникот се најде во исклучително тешка ситуација, односно кога беше колабиран заради финансиските проблеми на неговиот претходен концесионер. Се направи една многу брза и ефикасна акција да се завршат сите законски процедури, да се најде нов концесионер, кој што еве денеска и официјално на овој празник го рестартира рудникот, веќе се вратени околу 140 вработени, интенцијата е се вратат сите вработени на работа, дури и оние кои што веќе се заминати во некоја од околните држави или во регионот, ќе им биде понудено да се вратат. Според оно што тој го кажуваше, така што ме радува што тоа се случува овде во Пробишти, веќе невработеноста е преполовена, така што тоа е добар знак со работењето на овој рудник и со враќањето на работа и на останатите рудари. Веројатно тоа уште подобро ќе се реализира понатаму, намалувањето на невработеноста, така што ние сме политичка гарнитура која што е многу насочена кон економијата. Рударството е еден од тие делови на економијата. Како што знаете, пред неколку дена почна да се отвара, да се гради нов, односно да се отвара нов рудник, кој што за една година ќе биде целосно во функција и ќе работи, ќе се експлоатира рудата, ќе има голем број на вработени. Веќе следната година почнува да се гради и Ловица рудникот. Дадени се концесии за уште многу, се вршат многу истражувања, така што ќе има уште многу места каде што ќе се отвараат рудници во Македонија и каде што ќе се отвараат нови работни места. Во рудниците, освен директните вработувања, многу се важни и индиректните вработувања, бидејќи секој рудник покрај директните вработувања влече и многу голем број на индиректни вработувања, разни снабдувачи на рудникот со различни работи, со стоки, со услуги и така натаму, така што значително ја намалува невработеноста и дава економски импулс за развој на целиот регион каде што се наоѓа тој рудник. Така што се радувам што напорите што ги започнав уште како премиер и кои што подосна продолжија, дадоа резултати. Во Пробишти повторно се враќа рудникот, повторно рударите се враќаат на работа. Денеска им е празникот, па дојдов да присуствувам на нивниот настан и на рестартирањето на рудникот. За месец и пол од сега очекувам да се отвори и рудникот Ораница во Крива Паланка, така што работите во тој дел одат во добар правец.